сме 99%. Драги мои, добре дојдовте во најновото издание на емисијата 99%. Емисија во која се обидуваме да го извлечеме граѓанскиот став од луѓето и она што тие интимно го мислат по темите кои што нив ги интересираат. Денес подготвивме на тема која што мислам дека е секогаш актуелна, меѓутоа за жал од онај негативен аспект, а тоа е каква е читачката култура пред се во градов, меѓутоа ќе продискутираме и генерално колку читаат македонците. На оваа интересна тема ќе дискутираат мојот колега Милчо Јовановски, новинар, публицист и просветен работник, и Маја Мојсова, писателка. Добре ни дојдовте најпрво во студиото на ТВМ. Добро вечер до гледачите на телевизија ТВМ и до гледачите на емисијата 99%. И од мене добра вечер, се надевам дека ќе бидеме соодветни гости и дека ќе проговориме до на што не поканивте. Секогаш има аргументи за и против и се надевам дека ќе се согласиме дека сепак читателската публика се гради и треба да биде изградена. Така, мислам дека ќе успееме да ги отвориме клучните прашања. Всушност, токму затоа и сте мои денешни гости. Емисијата ќе ја започнам со еден статус кој што, малку семобендисано ја самиот го објавив, меѓутоа допира некои клучни аспекти кои што се однесуваат токму на читачката култура. Ева накратко ќе одзема малку време. Облачно ноемвриско утро, седам на клупа, читам фантастична книга, ми приоѓа непознат човек, гледа што читам и ми дава краток осврт и критика за делова. Таква култура сакаме во Охрид, а не види го овој со книгата што прави на клупата, дали е добар. Ќе стане ова реалност или ќе биде само некој идеал кон кој што се надевам барем дека тежнееме? Па ако има побројни како тебе, се надевам дека ќе дозволиш на ти. Секако. Ако има побројни така како тебе кои ќе застанат на клупата, ќе читаат, ќе го искористат ова прекрасно време, благодетта што ја дава Охрид, неговата историја која ве тера да размислувате не само за културата, туку и за писменоста во целот. И ако има луѓе кои ќе си дозволат да признаат пред себе си дека сакаат да читаат, но подоцна за тоа ќе проговориме колку можат, умеат, колку може да го изберат вистинското дело што нив ги интересира, колку може да стигнат до книгата која тие ја потракуваат и така натаму, тоа веќе прашање на време и се надевам и на стил на живење. И токму убаво го рековте, некогаш дури е незгодно ако ве видат во паркот да седите на клупа и ќе ви речат ајде да не вулгаризирам, ама што се случува со човекот, какви ли проблеми го мачат, никој не може да свати дека ако во Скопје, например, сега мала дигресија, но во време се борат за чист воздух, ние го имаме на претек и можеме барем тоа да го искористиме време и за размислување и за таложење на мислите, а и за читање добра книга. Маја? Добро, сепак да се надоврзам малку на ова факт е дека навистина постојат луѓе во градов кои што би го направиле тоа, би сакале да излезат надвор со книга и да читаат, меѓутоа исплашени, премногу грубо може би звучи зборот, меѓутоа малку резервирани од она како би реагирала околината, не го прават тоа, па се одлучуваат, не знам, да прочитаат нешто во домашни услови или во некоја атмосфера која што ја нуди некоја кафули или слично. Во секој случај не можеме сега ние да поставуваме некакви постулати, да се водиме само на тоа дека единката како читател треба да се огледува на општеството, ниту пак обратно. Не може целото општество да го гледаме само низ призмата на таа една единка. Тоа дека се чита и дека луѓето сакаат да читаат е факт, меѓутоа многу други фактори постојат за кои што се надам дека ќе проговориме во теков на емисијава, кои што токму ја градат и го овозможуваат развојот на таа читачка публика и читачка култура. Обично велат една ластовичка не ја прави пролетта, така и тоа ако еден, двајца, тројца, пет души застанат и читаат книга на отворено, тоа е сепак индивидуална работа, ќе кажеме. Секој има свој вкус каде тоа чита, некој чита во кревет легнат и соперниче под главата и така натаму, друг чита наглас, третиот не знам размислува дури додека се вози во автобус, па на подолги релации и така натаму, тоа не може да се генерализира. Но драго ми е кога ќе најдам на таков човек како што вие сте наишле, односно ти си наишол, кој вели дека од таа книга се раскажува тоа и тоа е поентата. Значи, тој круг на луѓе полека треба да се шири и тоа ќе ни биде драго на сите ако имаме се повеќе приврзеници кон добрата книга, убавото четиво и
на крајот на краиштата убавиот јазичен израз. Ајде, мора да започнеме првин со тоа како вие ја оценувате читачката култура. Ајде по-конкретно на Охриѓани, бидејќи ќе се сложиме дека малку ние одскокнуваме, меѓутоа надолу за жал во овие некаде можеби се трендови, некаде се секојдневие, меѓутоа кај нас се исклучоци колку тоа Охриѓани читаат. Не мора да биде на клупа во паркот. Тоа дека се чита. Меѓутоа еве од своје искуство, гледајќи се себе си нели како автор, како писател, поет, меѓутоа гледајќи се и како човек вработен во медиум, како што работам нели во Супер радио, при тоа работиме и на интернет портал Охрид Прес. Значи може малку сега да ја разграничам публиката, онаа публика која што чита нели белетристика, публика која што чита стручна литература и публика која што чита дневен печат, еве без разлика дали весници, интернет портали, интернет сајтови, сепак и тоа е читателска публика, затоа што интернетот во денешно време нели ни нуди па дури цели романи да ги читаме, она што се вели онет, преку интернет да ги читаме, не мора да имаме пред нас класично книга. Сепак и тоа е читање, ќе се согласиме со тоа. Она што читателска, еве конкретно нели на прашањето колку и дали има читателска публика во Охрид, значи има читателска публика, луѓето сакаат да читаат. Сега прашање нели на вкус, прашање на она што им се нуди, затоа што луѓето и го читаат до некаде и она што им се нуди. Значи не е секогаш желба и волја. Без разлика, можеби има многумина кои што сакаат да прочитаат нешто што е издадено во светски рамки, меѓутоа ете од некои одредени причини не е достапно можеби во нашиот град или во нашата држава. Никој не обвинува никого заради тоа, зошто некое дело не е достапно, меѓутоа ете, едноставно така некогаш се поставени работите. Така да изборот за читање не зависи секогаш само лично од нас. Според мене, ова прашање, како што реков на самиот почеток, е доста комплексно, затоа што читањето е широк поим. Убаво рече и Маја, што читаме. Значи, можеме да генерализираме дека читаме се и се што, читаме понекогаш и стручна литература, читаме нешто што нас не е задоволство, белетристиката, или читаме во училиштата и учениците и студентите стручна литература која им е потребна во наставата и при полагањето на испити, ама потоа никогаш во животот нема да се наврата на таа тема. Значи, многу е битно зашто сега сакаме да зборуваме и да генерализираме, во смисла дали зборуваме општо за читањето или зборуваме за читање белетристика, литература која е потребна во училиштето, затоа што тоа е сосема друга приказна, и колку се создадени навики, дали тие навики од некогаш кои постоеле, некаде попат се изгубиле затоа што се појавија електронските чуда, како што се компјутерите, каде што ќе отворите таму, како што рече и Маја, ќе прочитате цели романи, ама немате да имате во рака едно чувство убаво дека држите прекрасна книга, дека сте ја купиле, дека некој ви ја подарил и дека ја чувате како некоја посебна мајлија. Читањето на книга земена од библиотека или купена од книжарница е посебно задоволство. А такви, за жал, од повторно реков, многу нешта кои не обкружуваат, има се помалку кои може да си приуштат да прочитаат или да купат нова книга, иако колку што знам, јас за жал не успеав во текот на овој ден да земам некои податоци од нашата национална установа библиотека Григор Прличев. Претпоставувам дека можеби ти како волители си подготвен или Маја како член на нивниот литературен клуб тамошен ги знаат тие состојби. Знам дека се трудат од време на време се почесто и почесто да го обноват книжниот фонд и дека може да се најдат книги кои се барани или кои се бестселери, а колку и дека и полека ја заокружуваат и таа стручна литература. Но колку тоа не само медиумски е подкрепено и колку до луѓето доаѓаат тие информации, веќе тоа друга прашање, дека таму поседуваме таква книга, можете да ја купите и така натаму. Еден од проблемите за кои подотно очигледно ќе зборуваме, тоа се и цените на книгите. Македонија како мал пазар не може да направи големи тиражи, со поголеми тиражи знаеме и паѓаат цените на се, па дури и на книгите, а кај нас можеби се доста скапи, некаде во просек добрите или бестселерите или оние кои се барани, чинат можеби некаде околу 10 евра. Сега 10 евра на луѓе кои земаат 100 или 200 евра и луѓе кои да стрејка, дај Боже да ги има што повеќе, земаат повисоки плати и примања, можеби за нив е поедноставно и да одвојат од буџетот. Но прашање е колку пак тие кои што имаат се наклонети на читањето. Ние повозрастните во некоја наша
наводна безгрешност и нарцисуизам, знаеме да ги обвиниме децата дека или денешните генерации дека тие се родени со некоја верзија кон читањето. Има вистина во тоа? Мислите во овие млади генерации? Да. Дека се раѓаат со аверзија кон она во кое што генерации и генерации пред нив уживале. Очигледно тука има поред мене некој дисконтинуитет, би рекол. Затоа што генерациите мојата или после мене кои на почетокот од детството се сеќавам од оние добри 3-4 години кога почнувате прв пат да осознавате за околината, свесно да паметите, и дури сега од на мој 50 години се вратам наназад во детството да се сетам што ми купувале моите. Тоа беше друга приказна. Тогаш ги имавме Пепелашка, Пеперутка, не знам, ги имавме Микиевиот забавник и така натаму. Се сеќам дека Пајо Паторок со татко ми го сечевме, го лепевме во тетрадки, купувајќи го секој петок и чекајќи го да излезе илустраниот тој забавник токму наменет за деца и Микиевиот забавник и така натаму. Значи требаше да се прави некоја можеби лична или домашна култура на читање. Сега децата веќе од една година повеќе знаат за компјутерите и мобилните телефони и разбирливо е дека тие книгата ќе има некако понастрана и читам дека таа технолошка ера ги струши тие очекувања дека некој побрзо ќе се дружи со книгата отколку со компјутерот и со телефонот. По мене. Добро, тоа дека навистина семејството како една клетка, а впрочем и целото општество има улога во градењето на читачката култура кај дете кое што почнува да се развива, кое што е во раст и развој, секако дека е точно. Меѓутоа има и исклучоци каде што не знам, можеби ги нарекуваат, не знам, вундеркинд, меѓутоа не мора да значи деца кои што пројавуваат љубов кон нека определена област без некоја посебна насока да му даде општеството. Буквално едноставно некој дете така се раѓа. Тоа се нели впрочем и деца таленти, не само во културата, нели во спортот и во било која друга дејност. И сега што е оно што им се нуди на младите додека растат за да читаат. Голем број, еве конкретно од учениците, не сакам сега нормално да покажам со прст или да давам некои такви забелешки, меѓутоа голем број од децата читаат нешто затоа што мораат. Зададена лектира, обврзно дело од училиште. Има исклучоци, но ретки се деца кои што сакаат да прочитаат и нешто вон таа дадена програма. Исто, еве ќе спомнам една анегдота, баш во моментов ми текна токму на ова, ми се случи додека бев на факултетските денови. Не е битно сега личност, нема да определувам пол и нема да кажам која личност, со која што се најдовме во еден вид разговор и чисто ме интересираше дали личноста нешто чита. Добив одговор, да, па секој ден јас читам. Се најдов малку засегната во однос на тоа, бидејќи навистина пред време се воодушевив на таквиот одговор. Меѓутоа кога се заинтересирав, па добро посочи ми некои автори, што е она што секој ден го читаш. Па еве ова секој ден што го учиме на факултет го читам. Значи треба малку да се разграничат тие работи. Па и затоа и тоа и го реков, дека така зависи што ние сакаме да читаме и што одбираме и зашто генерализираме или зборуваме сега во моментов. Така, Јас мислам, подразбирам дека треба да зборуваме за читањето не од потреба или туку читањето од она што сакаме од задоволство. Тоа е тука се двојат тие работи. Кога споменавте училиштето, дозволете доколку може, кога спомнавме за училиштето, јас мислам дека после 90-та година, по самостојањето на Македонија, кога и целиот образовен систем полека почна да се менува, се напушти едни социјалистички вредности кои во смисла на литературата и не беа така лоши, иако беа многу пошироки, затоа што живеевме во една поширока заедница и таму имавме можеби помалку простор за македонската директно литература, значи кога ќе морате да покриете 6 републики, 2 покрајни и така натаму, од секаде по некој добар автор да го представите во учебниците од прво до 8 или од прва до 4 година средно, беше многу потешко, а изборот можеби беше посигурен и беа квалитетните личности одбрани и давани да се учат, затоа што ако имате 20 милиони граѓани во една држава кои живеат, сигурно он нив барем има барем на 1000 квалитетни писатели, поети, автори и така натаму.
Иако Македонија навистина е надарена со таленти и нашиот Охрид може да се пофали по глава на жител, би рекол дека можеби ние сме тие кои што сме така најмногу луѓе кои сакаат да пишуваат, убаво да зборуваат, да се изразуваат и писмено. Очигледно тоа ни е во генот и од Климента, и од Наума, и од Прличот, подот на Шапкарев. Очигледно нешто сепак секој нешто од тоа наследил. Кога зборуваме за училиштето, мислам дека многу треба да се навратиме и на мислата кој ги одбира лектирните изданија, како се прави изборот на тие книги кои им се нудат на децата и колку од прво или од забавиште или сега прво одделение или деветолетката, дури од градинките како се насочуваат децата кон читање, што им се нуди, што им се дава. Тоа е прашањето за подоцна да знаеме. Ако математиката не ве пуштаа на времето додека не ја знаете таблицата, множење, делење, собирање, одземање во македонскиот јазик, мајчиниот јазик, независно дали тоа само македонскиот и на сите јазици кои се зборуваат во нашава држава, значи зборувам, треба да се знае претежно азбуката, правописот, а потоа и натаму дури да се развива таа комуникација. Чинам промената на образовниот систем која изгуби воспитната улога доведе до ситуација да се маргинализираат лектирните изданија, многу малку се посветува на односот на децата и директната конверзација со наставниците и со воопшто со луѓето. Знаете како децата денес, како ги прашате што правите, супер сум или окей, не одговара со цели реченици, а тоа е резултат на немањето на фонд доволен на збор и речник. Затоа што во образованието, еве сега можам да кажам и по искуство како родител, но и претходно до што сум го слушал од мои пријатели и така натаму, дека децата се повеќе и повеќе, бидејќи и самите наставници се притиснати од концептот на образованието, немаат време многу да им посветат на секој дете индивидуално, туку прават се повеќе наставни ливчиња и тестови, на кои имате само за окружување, да, не, или А, Б, В, Г и Д, и така натаму. Сето тоа е резултат зошто повеќе децата покрај онаа технолошка ера во која што живееме, имаат аверзија кон книгата, независно дали е таа добра или не. И третото прашање според мене е дали тие дела кои што им се нудат се токму комплементарни или интересни за нив, или веќе ги надживеало времето и содржината во која за нив веќе не е интересна и им изгледа како веќе еднаш одгледан филм. Меѓутоа некогаш таму пред 10-15 години, секако и уште поназад, беше цел на самиот час, ако не се кога се обработуваше една лектира, кога се обработуваше некое дело од светската уметност, целта на часот беше да се развие конверзација помеѓу децата, тие да кажат што тие мислат, да се развие таа некоја критичка мисла кај децата, да можат тие да споделат како тие го виделе делото, а не само просто да си ја донесат домашната, дека е све напишано, дека си ја раскажале тие лектирата, туку да го вклучат малку и мозокот и сами да дадат своја сврт на делото. Па како ќе дискутираат кога не ја прочитале книгата прво едноставно? Како ќе може да развие вистинска мисла, ако вие не знаете кои се главните ликови во одредено дело, еве, нека е сега тоа по играта на случајот ги работев со некои луѓе, каде што сега во моментов работам и хонорарно би рекол, Диво месо од Горан Стефановски, една култна драма, една култна представа која, ако прашате колку ми не прочитале, напрсти ќе можете да ги изброите. Ако им ја дадете да ја читаат, дел ќе ја прифатат да ја читаат, дел ќе ја игнорираат таа ваша желба да прочитаат, или по и да било друго дело. Значи, не можеш да се дискутира и да се бара нешто, освен ако тоа ќе ви речат не само кај мене, туку и случајот со другите колеги кои контактира, бидејќи јас влегов во образованието по едни добри 30 и нешто години од моето дипломирање и ги прашувам како минувате со децата, што е, бидејќи влегував, како да речам, како нов во таа сфера. Ми велат, не баре го тоа, одамна веќе не се читаат лектири. А што прават децата? Па тие ги бараат на интернет, имаат куси прераскажани делови, оттаму ги учат и доаѓаат така. Значи, тоа е тоа. Суштината е да се натераат децата да читаат и да почнат да размислуваат со своја глава. Не да гледаат како некој литературен критичар го обработил делото, затоа што никој, еве јас и Маја и ти, да земеме една книга, нема исто да ја доживееме. Секој од своја различен аспект ќе почнеме да толкуваме и да зборуваме за едно исто дело. Тоа му недостига на образованието, она што го реков, трчањето од тема во тема, малиот број на часови, изгубената она воспитно дејство на училиштето, туку само трчање по некој успех и така натаму, направи се
овој проблем на читањето да биде ваков како што е. Односно барем во сферата на образованието. А каде поголем успех од образованието, тоа да создадете младина која што ќе може да размислува со своја глава? А како би размислувале, нели кога едноставно, не знам, дадени им се некакви само одредени нормативи по кои што треба да се движат учениците за дадена тема, да речеме за писмена, и сега не сакам нешто конкретно да критикувам, така било и во мое време, верувам така и сега додека сум била ученик, доколку некој дете малку поинаку размислувало од она што се кажало на час и внело нешто свое во писмената работа по мајчин јазик. Например, просветниот работник би го забележал талентот кај детето, меѓутоа ретко кој би се осмелил да додели висока оценка за еден таков труд, без разлика што, да речеме, пленало делото со нешто убаво и со нешто интересно и поразлично од другите, само заради тоа што по некаков си дефолт не одговарало на темата на која што се говорело на самиот час. Значи тоа можеби малку и ги обесхрабрува оние ученици, оние млади кои што сакаат да се искажат малку на свој начин. Можеби и оние стеги кои што не знам ова општество дали случајно или наврно ги поставува. Ние сепак живееме во инклузивно општество, да не се лажеме. Без оглед на тоа што глобализацијата е тука и е присутна, меѓутоа во однос на културата некако се позатворени остануваме. Па впрочем литературата нели дел го одржува големиот дел од севкупната култура. Се извинувам. Мене ме радува тоа што можам и во петтата гимназија, каде што во Мигов во Струга соседна предавам, значи на 3-та и 4-та година македонски јазик и литература, пронајдов деца кои се интересираат за читањето книга и кои знаат дури наизуст, ја учеле уште во 7-мо одделение, а се уште е паметат, да речеме, Тъга за југ од Константин Миладинов, или Сердарот го знаат тој цел почеток од поемата и така натаму. Значи, сепак има надеж дека само треба да им се подаде рака на таквите талентирани деца, да се издачат од тоа такво едно сивило или едно обкружување на милие и да се повлечат да сака, а тие деца потоа ќе можат на другите да им пренесат таа љубов, како ли тоа нели како е некоја така ширење на идејата дека убаво е кога се чита, а не само да се препишуваат лектирите и да се бараат критички осврти, и мора да им се даде, се согласувам со Маја, поголема слобода во изразувањето, во пишувањето. Не мора секогаш што да се бара вовед, па не знам содржината, па потоа заклучокот, туку напротив, дури јас себе во неколку писмени работи кои ги работев со децата, викам пишувајте по ваше гледање, не мора да почне да држите таа структура која е некоја шема или некој калап. Мене ми е важно да видам колку вие го познавате јазикот и колку имате стил и изразување и начин на кој што вие се изразувате. Утре можеби ќе го заборавите одредено дело, ама убавиот израз кој што ќе ве следи низ животот, дали тоа на улица, дали е тоа во некоја фирма каде што ќе работите, да знаете комуникација и едноставно и во кафеа некога ќе седнете со некој колку и како разговара и кој му е стилот и кои се интересите, дали воопшто прочитал книга он од преска со факултетот и така натаму, ќе видите колку тежи таа личност и колку е интелектуалец. Иако пред малку пред да влеземе во студио реков дека не се интелектуалци сите кои што имаат високи дипломи, туку интелектуалците се по многу други нешта можат да се разграничат во нашето општество. Ја споменавме неколку пати современата технологија со која што обсипени се денешните деца. Може ли тука да и единствено тука да ја бараме вината, зошто секој дете кога ќе има некоја работа која што му го одзема вниманието, сигурно дека ќе прибегне кон она што му е поинтересно во моментот, па ќе ја заборави книгата, нема да му биде воопшто интересна. Кога би бирале помеѓу технологија и книга, сигурно дека поголемиот дел, иако се согласивме дека постојат за среќа се уште исклучоци, би се одлучиле за технологијата. Ако можете да имате електронски библиотеки во кои за $1, 2 или 5, не знам, можете од каде било, од која точка на земјинава топка да си приуштите да повлечете книга и да ја отворите електронски. Мислам дека Министерството за образование нашето прави некои напори во тој поглед, во електронска форма, да има одредени учебници, да има прирачници и така натаму.
говорејќи сега за оваа тема во образованиево, значи кога веќе ќе излеземе во другиот круг, тоа веќе е друга приказна. Очигледно кога зборуваме за бесплатно образование кое толку многу го зборуваме дека е бесплатно, чинам дека би можело токму и овие барем лектирни изданија да бидат подостапни, да ги има и на интернет во електронска форма и чинам можеби тоа ќе биде, ако децата сакаат да читаат на интернет, ајде да им го дадеме тоа што од нив го бараме на интернет, да не бараме да одат библиотеките, иако се уште тврдам дека најубавото задоволство е кога имате книга во рака и кога ја читате, но нека биде и тоа, да ги натераме барем така, значи да почнеме со тоа што им е најдостапно или пред нив. Што ги разликува нашите генерации од овие денешните, па читањето книга од задоволство ќе потенцираме, е прераснато во некоја повремена љубовна афера наместо да е тоа некоја долготрајна љубовна врска? Маја, помлада си. Врит, ќе се надобрзам малку и на ова, но ќе се навратам и на претходното прашање со технологијата. Тоа до некаде нели носи позитивни работи, она што го спомна Милчо дека подостапни ни се голем број на дела од светската книжевност, меѓутоа носи голем број на негативни работи во поглед пред се на квалитетот, би рекла. Дали сите овие бестселери кој ги одредува оние критериуми дека се тоа вредни дела? Младите денес некако, не знам, ја знаат авторката Дебора Мога, пример, не знам, така во моментов ми текна. Познаваат автори за кои што никогаш никој не чул. Ја знаат Лайла Грейс. Меѓутоа никогаш не прочитале, не знам, дело од Толстој, никогаш не прочитале дело од Томас Ман, па нека и Хемингвеј или било кој сега да не ги набројувам. Не може да се оди веднаш по скаличките без да се тргне од оној басамак, нели што го викаат. Не за џабе народната литература го кажува она првото скалило, темелното скалило од кое што треба да се почне да се оди. Значи без она основа, без прочитани класични дела, сега не мора да се познава целата таа литература, меѓутоа без да се има основата не може веднаш да се прибегне кон читање на бестселери, на нешто што е премногу трендовски во светот. Тоа е во ред, меѓутоа доколку се има и некое предзнаење од претходно. Тоа е веројатно не може да оди се добро, ми дојде како мисла да не го заборавам, па да останам така да кажам дека не сум го кажал и да ми пречи потоа да речам не сум го рекол. Како македонист, како човек јазичар, многу ми пречи. Значи секој е чест на луѓето кои знаат многу светски јазици и дека знаеме колку што јазици знаете, толку и повеќе вредите таа максима, ама многу ми е чудно во нашето образование подобри да се оценките по англиски, по германски, француски или некој друг странски јазик, отколку по македонски јазик. Малку е чудно. Значи, имаше и такви примери, чинам дека и на вашава телевизија во неколку наврати се зборуваше за тоа, дека децата во основно и во средно образование покажуваат подобри резултати по странските јазици, отколку по македонскиот или мајчиниот јазик, независно дали тоа е албанскиот или турскиот. За да не генерализираме, зборуваме за мајчиниот јазик, или за овие странски кои ги велиме, тоа се тие кои се учат како дополнително. Може и повеќе интересото за нив, затоа што сите знаеме каде да ме учите, може би еден ќе ви треба за да заминете некаде или да работите во странство и така натаму. За жал, и тоа е дел од ова ново милие, ама жално е, значи, сопствениот јазик да се знае многу помалку отколку некој друг. Така, тоа е веројатно еден краток хајлајт од она што беше некогашното образование, прво да се постават темелите, секако темелите дека се македонскиот јазик на она што ние треба да го надоградуваме, а исто тука и со книгите. Првин да се научат, тоа беше се чини, да се научат класиците и она што вреди од историјата на литературата, па потоа да ги надградуваме и да уживаме во она што денес е популарно. Потоа веќе ни се отвараат видиците за да можеме и ние да истражуваме и самите. Доколку ние знаеме основата, никој нема да ни замери ако ние сакаме да се посветиме, не знам, темелно да ја проучиме германската литература, на пример, од почетоците до модерно време. Меѓутоа, доколку веднаш уште што се вели ја научиле азбуката, па веднаш читаат дела кои што во светот биле популарни, во рете и тоа, не велам дека не, меѓутоа треба пак малку да се има основа, треба да се ценат вистинските вредности. Не може да не го знаете Блаже Коневски, за да преминете потоа да речеме на
Ремарк или на Гете во поезијата, затоа што тоа било илузорно, вие ќе прескочите неколку векови прво, а потоа и стилови и фази во литературата и никогаш така ќе бидете само приучен како мајсторите. Нели, работаме нешто за да преживееме, сите ние се трудиме да знаеме и по куќата нешто да сработиме, за да не потрошиме некој денар за да штедиме. Така и по литературата, ако тргнете, сте читале како дете Зоки Поки и потоа вулгаризирам во овој момент, а потоа преминувате на некое така тешко дело или сте го чуле од некој пријател дека го чита, па и вие сакате да го прочитате и кречете па ова не ми е воопшто мене интересно и не можам да го сварам со народски жаргон речено. Па не можеш да го свариш затоа што за тоа дело за да го прочиташ и да го разбереш треба да имаш претходно некој друг багаж за да можеш да го сфатиш што сакал авторот да каже. Овде предлагам да направиме една кратка пауза за реклами, потоа ќе го продолжиме разговорот. Приватна здравствена установа Захариевски. Нов 4D ултразвук. Прегледи за трудници. Гинеколошки прегледи. Прегледи на дојка. Инвитро оплодувања. Сите испитувања на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Добре дојдени сте. Од обичните светилки направете украси за вашата новогодишна елка. Заменете ги старите со нови штедливи светилки. Еван секогаш тука за вас. Душа во душа. Дочекајте ја новата година во Хотел Гранит. За гарантирана забава со групата Фолк Мерак. Богато новогодишно мени по цена од 35 евра со вклучена консумација за пијалак од 5 евра. Хотел Гранит вистинско место за незаборавна новогодишна ноќ. It's in the smallest details. The answer. How is Husqvarna chainsaw durable and at the same time lightweight? And how can a XP chainsaw from Husqvarna help you work both faster and safer? It's in all those small engineered details. Husqvarna, ready when you are. За деновите кога виталноста значи се. Кога е потребна енергија плюс. И кога хармонијата е движечка сила што носи здравје. Со голема посветеност го создадовме новиот функционален јогурт Здравје Плюс, кој го раздвижува дигестивниот систем, создавајќи рамнотежа во вашиот организам. Здравје Плюс, јогурт кој те раздвижува. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил? Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија кое е произведено во Германија. Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Ние сме 99%. Почитувани, еве повторно назад во студиото на телевизијата ВАМА. За оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма, денес во 99% дискутираме на темата каква е читачката култура во градов. Мои соговорници на темата се поетесата Маја Мојсова и Милчо Јовановски, новинар, публицист и просветен работник. Некако ми се чини дека уште од почетокот како да се насочивме па сега да дискутираме околу тоа колку децата читаат. Не беше тоа всушност намерата, затоа ќе ги чепнеме сега и малку повозрастните. Го споменав тој нарцисуизам кој што постои и со кој што повозрастните секојаш сакаат некако да ја префрлаат топката. Видете ги денешниве генерации не читаат книги, само се по компјутер. Колку возрастните читаат книги? Мислам дека читаат книги.
барем денес кеве пред да дојдам во студиово, неколку мои пријатели им кажав дека бејќи другото, зошто брдаш, каде брдаш, викам имам некој свој ангажман. И ја изрекламирав малку емисијата. Се шегувам, таа има доволно реклама веќе. Проговори, ме викат, па да, читаме, имаме, но мислам дека сега таа повозрастна структура на луѓе читаат од задоволство, она што го рековме. Никој не ги тера дека мора да прочитаат 5, 10, 15, 20 или еден том наеднаш во една недела книги, туку читаат од задоволство и мислам дека читаат и ги забораваат дури и делата и авторите. Ако прашате некого што читавте последно време, читав една убава книга, ама не се сеќавам кој беше авторот. Значи, ние сите трагаме по приказните сега веќе во оваа фаза од животот. Можеби не ни се битни авторите, колку што не се битни приказните или себе пронаоѓањето во некои од тие дела и желбата за некој поинаков живот од овој кој што го живееме. Барем според мене. Па, јас би рекла малку поинаку, тука некаде со младотот. Ти си автор, можеш да кажеш. Така, меѓутоа малку едно поинакво мислење имам. Сметам дека и возрастните не се нешто многу подалеку од младите во однос на читањето. Значи, она кога на почетокот кажав глобално дека се чита, мислев без генерализации на полувозраст и такви работи. Меѓутоа, мислам дека е слична ситуацијата. Она што младите денес сакаат да го читат, тој возрастните денес сакаат да го читат. Реално, не знам, онаму каде што има крв и месо, таму секогаш многу повеќе се лепи читателската публика, за разлика од она што е некаде подзаборавено нешто, во што може би се крие некоја нишка на нешто поинтересно, нешто што не тера на размислување, или едноставно што ни создава некоја, не знам, тивка смиреност на душата по прочитувањето. Значи, треба малку, може би треба повторно време, како и за било што, нели, во било која сфера. Може би треба време, може би треба некои други коцки да се вклопат, за да почне уште повеќе, нели, да се развива поттикот кај читателската публика за читачка култура. Има луѓе, простете, кои читаат некои дела и по неколку пати. Значи, се случува не само тоа професионално, како колеги од нашата бранша, новинари или професори по македонски јади, кои што мораат од време на време се сетат што точно се случувало во делата, за да може пред учениците да изгледа со чист образ, би рекол, или со сигурност некоја дека па ги читале. Но има луѓе кои, да речеме, некои дела ги читале како деца, па потоа се навраќаат како средношколци, па факултет, па и сега. Значи, не е исто да го читате Војна и мир, ке се согласите на 13, 14, 15 години и да ја читате на добри 35-6 години и да ги тие релации во едно време тогаш мислите ви летаат на нешто, на некои други слики во целиот роман, додека сега гледате некако поинаку на тоа. Или има луѓе, затоа доаѓаме и до таа психологија на читањето. Значи, кога сте тажни или не знам вакви такви романтични, не знам што, читате некоја поезија која сакате да го донесе, да ви одговара на тоа расположение. Има моменти кога сакате да читате, ама расположението не ви дава и не ја прифаќате таа книга. Почнувате да ја читате 10-15 страници, макар колку некој да ви е фалел дека е таа одлична, ама вие ја оставате, велите, не е сега времето. Значи, многу е битно кога некој дело и го земаме и како е расположението лично, како ние сами ги сваќаме работите. Кога читате од задоволство, реков, а не кога читате дека морате за да прочитате и за да знаете утре дека доаѓате некој да ве праша. Сега сме во таа фаза од животот, зборуваме за тие луѓе кои читаат од задоволство и мислам дека имаме луѓе кои читаат во нашиот град во таков аспект, реков, и дури некои се ги тие дела по неколку пати, како што кажав, ги препрочитуваат и задоволство да се разговара со нив. Сум среќавал такви луѓе и за среќа ги имам во моето обкружување. Денес разговарав дури со некои пријатели, писатели, поети, сосема случајна средба и велат дека сакаат токму да го потенцирам дека расположението многу зависи каква книга ќе одберете и што сакате да читате или дали воопшто ќе читате. Така. Секоја чест за оние кои што токму така читаат од задоволство за тоа што сакаат да се пронајдат себе си, можеби во некоја приказна, меѓутоа како со овие останатите да се промени таа читачка култура која ќе се сложиме на вистина специфична тука во Охрид? Што би смениле вие? Се презимаат повеќе, да речам, мерки, ајде да ги наречам, во однос на тоа да се поттикне публиката што повеќе да чита, или оние кои што не читаат,
барем да им се создаде она чувство на заинтригираност, што може би се крие позади некакви страници на некоја книга. Па еве не знам сега во моментов ми текнува баш примерот со да не правиме реклама, меѓутоа се тоа е факт. Ева на она што го правеше со мини читачките места кои што ги отвори во неколку градови во Македонија. Тоа е добро до некаде, меѓутоа треба идејата да се поразгледа уште еднаш, да се разглоби малку па и да се развие на едно повисоко ниво. Меѓутоа како за почеток, како за нешто почетно сепак е добро. Исто така, она што го спомнавме во текот на разговорот и Милче го потенцираше, збогатувањето на книжниот фонд, значи не само во градската библиотека, туку и во училишните библиотеки. Па не знам дали има некаква практика, барем јас додека бев ученик, ние имавме таква практика во училиште, да си создадеме една мини училишна наша библиотека. Значи секој оделение да си прави таква библиотека, без разлика што има и постојна училишна библиотека, значи каде што учениците од дома ќе си донесат книги, па ќе си се прават размени помеѓу самите деца. Не знам, значи постојат сега во моментов не ми текнува некоја да кажам идеја и да речам дека токму таа е совршената идеја која што би ја поттикнала читателската публика, меѓутоа постојат многу работи, само треба малку да се направи едно истражување. Треба малку да се види пак што би сакале да читаат оние кои што досега не читале, можеби пак едноставно изборот не им се допаднал, можеби сакаат некој сосема нов жанр да читаат кој што е во помал тираж, например во нашава земја или. Да, овде отворивме неколку прашања, и Маја и јас. Тоа е прво да кажам, да не изумам, многу ми е драго што градската библиотека, местото каде што јас бев како дете меѓу еден најредовните читатели, се разбира во мојата генерација, моето време и така натаму, се проширува, добива нов простор, каде што ќе има нова современа читална, се надеваме, каде што како што велат ќе има дел за возрастни, дел читална и за оние студенти и за ученици и така натаму. Тоа е она место или каче, особено за оние кои веќе влегуваат во третото доба, кои сакаат мир и спокојство, а го немаат можеби дома да одат дотаму, да прочитаат и вестник и некоја да подигнат книга и на лице место да читаат. Второ, јасно е, ако во политиката секогаш се прават и често се прават тие анкети кој е популарен еве да речеме политичар и така натаму, би било време, значи нашето општество се занимава и со вакви круцијални прашања како што и читањето на книги и да се направат такви анализи на населението што сакаат да се добие на еден статистички податок колку вистински луѓето читаат, како што имаме нели колку посетуваат библиотеки, ама не е посетувањето библиотека само дека кога посетите дека сте прочитале, може да ги земите 5 книги и да ги вратите непрочитани, само да покажете дека сте читале пред некого, тоа го разграничивме. Значи мораме на таква стратегија државата да воведе и по мене многу е важно книгата да стане уште подостапна до луѓето, во цената, во квалитетот и што ние нудиме и што сакаме да читаме. Јас се согласувам со Маја дека не сите кои во светот се прогласуваат за бестселери дека се извонредни книги, кога ќе ги прочитате кажете па што е ова толку реклама, толку фама се крена за таа книга, јас просто ја прочитав, ама не ме воодушеви, не ми остави некој печаток. Значи, кој ни пласира и кој го прави тој одбир на книги кои еве вака на дланка ни ги подави, вели ова читајте го. Значи, треба да има некоја ајде да речем се комисија, тоа е многу ќе испадне повторно строго контролиран воз и што се добива, но мора некои специализирани списанија да се поблиски, да имаат повеќе и самите медиуми. Еве јас на мојот медиум Публицитет МК, каде што го работам веќе неколку месеци, имам посебна рубрика која се вика во потрага по трајната убавина, во која што поттикнувам наши охриѓани во низ друга од Македонија луѓе, писатели, поети, но и обични луѓе да кажете на својот топ листа на најчитани книги, да ги раскажат зошто ги читаат нив, да предизвикаме еве така полемика и дискусија меѓу луѓето, да побараат таа книга, да ја прочитаат и она што рече дека во мини библиотеката. Па добро е тоа да си го создадеме, еве да си признаеме пред себе си колку и во нашите пријателства кои ги градиме со блиски луѓе, ние разменуваме литература. Дали тоа ви се случило последнава година со некој ваш другар, пријател или пријателка да речете јас се читав оваа книга, еве земја е многу прекрасна. Убаво е да ја прочиташ, би било убаво. Мислам дека тоа е многу малку се случува, а тука е тој клуч, така од рака на рака, од човек на човек,
ќе се прошири тој круг на луѓето и ќе да се даде поттик да се чита, затоа што по некој декрет или наредба тешко е во време да му се нареди да човек читај или мораш да читаш. Мислам дека таа читачка култура ќе се гради од мали нозе и со секоја следна генерација ќе доаѓа и ќе биде се поприсутна и поприсутна, затоа што реков, тоа што го имаме како континуитет до 80-тите и 90-тите, го изгубивме некаде на патот во оваа транзиција која во Македонија предолго трае на сите нивоа и не може да ја одбегне и токму и оваа сфера образованието и културата и литературата. И уште нешто, ако некогаш во добрите стари времења се сеќавам дома доаѓаа аквизитери и нудеа книги на кило и книги за да ги имате само по вашите регали, дали е регалот во црвена боја или сакате зелени книги, независно кои се авторите. Мислам дека тоа време одавна помина сега и дека луѓето ќе дадат пара само за оно што вистински сакаат да го читаат, не само да собира прашина по витрините и така на орманите. Да изгледа убаво на тие витрини. Така да се вклопи во дизајнот на собата и така натаму. А во однос на достапноста на книгите кои што спомна Милчо, па добро, се согласувам со тоа дека оние книги кои што доколку би ги купила на ново, значи во книжарница, се со некои посолени цени, нели во наводници. Меѓутоа, еве одлично искуство. Јас како автор барем оние дела кои што досега ги имам издадено, јас ги подарувам, не ги продавам. И голем број на мои колеги своите дела ги подаруваат. Значи, ретко кој денес од областа на културата сака да заработува на своја сметка, односно на сметка на публиката со свој дела. Значи, културните деци во денешно време се доведени во една таква ситуација, едноставно за да се шири културата, да се отворат оние хоризонти и да се отворат оние стеги на она круто општество. Значи, никој автор не сака да заработува во денешно време. Оние за кои што ги гледаме нели по светските медиуми, автори кои што се збогатуваат со милионски суми од нивните тиражи на дела, тоа се токму оние автори на тие самопрогласени бестселери кои што па дури се поставува и она едно заднинско прашање дали можеби тоа се токму нивни дела или не се напишани од некој друг, па чисто ова е само еден голем маркетинг или една голема реклама. Така. Повели Милчо. Да. Имаме уште долго да говориме на оваа тема очигледно. Да. Што знам, кажи ми зошто на оваа работа, ние мораме како што рековме да ги запознаеме прво нашите охридски автори. Постои еден круг на луѓе кои работат во вашиот литературен клуб. Еве еден апел до моите колеги кои работат во образованието. Јас по еден проект кој го работев пред близу 5 години во Основното училиште Свети Климент Охридски за медиумска писменост и култура. Одведов неколку наши сограѓани кои се занимаваат со литература, независно од тоа дали пишуваат проза или поезија, да имаат директна средба со учениците или со луѓето. Па тоа е едно вистинско богатство кое ќе го запознаете еден видео-велически директно и ќе бидете тет-а-тет со него очи во очи и разговарате за неговите романи, за она што тој го пишувал, а е токму локално сврзано најчесто со неговиот град или со нашиот град, поинаку ќе го доживеат децата, ќе се заинтересираат да го прочитаат. Ако го читате Тоди Елиевски или Смилена Умовски или да просто сега другите што можеби нема да ги спомнеме, ги има ред многу добри и други наши сограѓани кои пишуваат литература. Мислам дека е време така оттука да ги почнеме тие работи, децата да дружат со писателите, со творците и тие ќе им дадат можеби поттики да се вклучат во една поширока акција да читаат книги. А од друга страна, имаме ние литературни конкурси по училиштата, по разни поводи. Еве и општината прави конкурси, дали тоа е за 8 декември, или имаме таа Живко Чинго наградата и така натаму, која годинава за среќа доби дете од Охрид или човек кој се занимава со литература, Димитар Димовски и ред други, што значи дека не можеме пак да очекуваме од друга страна во еден град сите да бидат писатели и поети. Не можеме и сите деца кои во училиштата да ги генерализираме дека мораат баш сите да читаат. Ама мора да има некоја градација, нешто што е неопходно и нешто што потоа натаму ќе се негува како талент и дури во училиштата да речам да тие вундеркинди што ги споменавме на дуј деца независно од која област е во литературата, да се води поголема грижа и да се насочуваат. Тие таквите кои ќе бидат пример во образованието, нема да бидат пример некои други ликови
од околината, току ќе бидат примери ликовите од литературата или тие добрите, позитивните во училиштата, тогаш мислам дека ќе тргне таа карика или тој ланец или тој синџир на нови промени во читачката публика и создавањето на нова генерација луѓе кои од раѓање, па би рекла, еве, нормално е и до смрт читаат. Само една мала дигресија, но ова баш ми текна во моментов. Можеме да само да се огледуваме, еве конкретно ќе ги земам холанѓаните како нација. Кај нив има една таква развиена читачка култура што чита секој човек чита, секој граѓанин во нивната земја чита. Не само оние луѓе кои што се директно или индиректно поврзани со литературата или сродни области на литературата, еве културни дејци да речеме. Значи кај нив буквално и машински работник чита, едноставно чита. И не знам, и пекар, и било кој сега, не е ова воопшто навреда на било која професија, секоја професија си е вредна, меѓутоа имаат едноставно како нацијата развиено една таква читачка култура. Секој граѓанин на Холандија е на било каков начин во допир со културата. Дали директно, дали твори или создава, или пак или само како поддржувач на културата. Меѓутоа, факт е тоа дека, еве, како нација можеме да кажеме дека се едни од меѓу првите кои што најмногу читаат во светски рамки. Така. Бидејќи спомена и самата дека денешните писатели, овие нашите македонските, бесплатно ја делат својата поезија и своите дела на читателите, може би такви ни требаат волонтерски акции, ќе ги наречам, за да се крене или како што кажа Милчо уште од мали нозе да им се всади љубовта кон пишаниот збор, да можат да го видат авторот чии што херои ги читале во неговите книги. Јас се надевам дека успеавме да отвориме оние прашања кои што навистина требаше да се отворат, но и да дадеме некои можеби насоки за одутре како да се смени сликата која што не е баш розева во нашиот град, па и во земјава, па утре да имаме човек од секоја професија кој што ќе си сака да си прочита книга па и да ја сподели со колегите. Ако сме тука некаде на крајот, предпоставувам, така? Добро предпоставуваш. Тогаш родители во вашите новогодишни пакетчиња за вашите деца направете помалку, наместете помалку бремена или 2 чоколади и купете една убава книга, нека биде тоа сликовница или некој убава детска книга која сте читали и вие во вашето детство, а сакате и вашето дете да ја има, тогаш сторете го тоа, еве веќе сте сега на потек. Можеби ова е моја, еве вака некоја порака до луѓето и можеби тоа ќе биде тоа вашето дете или детето од вашиот пријател или роднина да почне да се занимава со читање и можеби еден ден да стане и можеби некој познат автор. Ако смеам јас една дигресија да направам, за среќа имавме можности во еден од нашите прилози кои што ги подготвивме во информативната редакција, едно малечко дете кој го запрашавме што ти донесете до мраз за Нова година, тоа рече баш книга. Така да можеби е тоа некоја светла точка на која што може да се надеваме. Ви благодарам за вашето денешно гостување. Се надевам ќе можеме да го искористиме вашиот интелект и вашето знаење можеби за некои други теми. До тогаш, ете. Благодариме и среќни празници. Така. И вам и на гледачите. Среќни празници и вам. Благодариме на поканата. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на 99% со нови интересни содржини. Ќе се видиме таму некаде во новата 2016 година. Среќни празници и од мене и од телевизија ТВМ. Останете вие на нашата програма, бидејќи во овој празничен период имаме што да ви понудиме. Пријатен ден. Ние сме 99%.